Почитувани, владата на ДУИ и на СДС и резервниот премиер Димитар Ковачевски повторно посегнуваат по лаги, не знаејќи како да се покријат за очигледните нечесни намери во договорот со Бехтел и Енка. По не знам кој пат повторуваат дека трасата за автопатот Кичево-Охрид била сгрешена и дека проектот бил направен во 2013 година. А фактите се следните. Трасата за автопатот Кичево-Охрид е избрана во периодот 2002 година, кога со Агенцијата за државни патишта управува кадар на ДПА, сегашен коалиционен партнер на СДС. Основниот проект за изградба на автопатот Кичево-Охрид е изработен од проектантот Маврово, Прим инженеринг, ЗИМ, Заводот за испитување на материјали и Балкан Консалтинг во 2003, 2008 и 2009 година. Основниот проект е ревидиран во 2014 година од страна на Градежниот факултет во Скопје, а делови од ревизијата се правени и многу порано при изработка на проектите. Во 2013 и 2014 година од страна на Градежниот факултет во Скопје е изработен и така наречен инфраструктурен проект за автопатот Кичево-Охрид, што е проект за тоа на кои парцели и каква инфраструктура има на трасата и врз основа на кој се врши експроприација на земјиштето. Сосема нормално е што во текот на градбата за ваквите големи проекти е тие да се надополнуваат поради промена на терен и јавување на нови градби. И најголемиот факт, наспроти искажаните лаги, до денеска не е направена апсолутно никаква промена на трасата за овој автопат Кичево-Охрид. Почитувани подпишаа еден куп на анекси со еден куп дополнителни работи, но проектот и понатаму стои. Како за споредба, автопатот Миладиновци-Штип е долг 47 километри. Проектот за автопатот Кичево-Охрид е долг 57 километри. Во меѓувреме, предвидениот автопат Кичево-Охрид имаше вредност од 374 милиони, го доведоа до над 600 милиони евра. ДУИ и СДС не знаат како да реализираат автопат кој што им беше предаден 50% завршен, за кој што постои целосно ревидиран главен проект, за кој што постои обезбедено финансирање со каматна стапка од 2%, каде надзорот го прават двете најголеми и најискусни надзорни компании од Македонија и каде договорот транспарентно беше усвоен во Собранието на Република Македонија. Единствена причина поради која што не се завршува автопатот Кичево-Охрид е неспособноста на владата на ДУИ и СДС. И наместо да го завршат автопатот Кичево-Охрид, ДУИ и СДС пројавуваат амбиција да водат уште поголем автопатски проект, неколку пати поголем од автопатот Кичево-Охрид, каде се уште нема изработено главни проекти, каде се уште не е обезбедено надворешно финансирање, каде надзорот ќе го врши фирма со искуство во текстилна индустрија и со договор кој што се крие од јавноста. И врв на се, со овој мегапроект треба да раководи министер, вице-премиер од ДУИ, кој од градежништво знае само како да купува дуќани во центарот на Скопје и хотели на Попова шапка по багателни цени. Но затоа, цените на автопатот, според она што самите го објавија, се највисоките во регионот по должен километар. Понижувањето што СДС му го прави на македонскиот народ нема граници. Наместо со проектот да раководи Министерството за транспорт и врски, кое што е надлежно министерство за оваа област, целиот проект се дава во рацете на ДУИ, во рацете на првиот надпремиер Груби и на директорот на ЈПДП кадар на ДУИ.